Видете, во светот од разни причини може нафтата, цената на нафтата да се зголеми. Во конкретен случај сега имаме воен конфликт во Иран, од тоа се зголемува, исто теснецо го затворија, каде што скоро 25-30% од нафтата на светот се движи на тој дел, значи кај Иран долу и Саудиска Арабија, и цената нормално кога има војна, како што е конкретниот случај сега кај што има војна операција, поточно кажано, со Америка, Израел и Иран, ние имаме покачување на цената. Но, како ова може да се подобри, да кажеме, за нас, за Македонија, за да нема толку големо влијание? Број 1. Ние не треба, како држава, секојаш да зависиме од цената на нафтата. Ние треба во Македонија да ја произведуваме електричната енергија. Пример ќе ви кажам. Ако имаме во изобилство наше домашно производство, преку обновливи енергии, како што е водата, сонцето, ветеро и така натаму, ние повеќето коли ќе ни бидат камиони и така натаму, превозни средства, поточно кажано, на електрика. Така, да. Значи, еве, вие имате мотор, електричен мотор, додите дома, го полните и така, и автобусите, и камионите, и се разбира колите и моторите. Број 1. Број 2. Кога ние произведуваме своја струја, нема да зависиме толку од плино и нема да зависиме толку од нафтата, како што се после дериватите бензин за коли, бензин за авиони и така натаму. Значи, ние треба да се фокусираме секој ова што го велам, дека ние треба во Македонија економски да зајачиме. Ако сме богата држава економски, мојтно ова нема толку да го осетиме. Ние сме тотално сиромашна, пропадната држава, економски уништена, и ако се покачи цената на нафтата, нормално се прокачуваат и производите, бидејќи нафтата се користи, производите од нафта како бензино се користат за превоз на стока. И тоа цел свет го знае. Значи, прво треба ние да размислуваме за војнина, дека мораме ние да произведуваме електрична енергија. И како што кажав, ако замислиш дека имаме во изобилство електрична енергија, тогаш повеќето превозни средства, бидејќи се развива ова индустрија на електрични возила, ќе се развија, ние ќе купуваме војнина и еве слободно ти знаеш, бидејќи возиш мотор на електричен погон, на струја, како функционира, е поевтино и така натаму. И со тоа ќе ги намалиме. Замислите, имаме камиони на погон од електрична енергија, имаме автобуси, имаме возови, бидејќи денес ја има таа технологија. Значи, тоа мора да го направиме, да бидеме независни и дури да произведуваме малце повеќе, бидејќи не сме многу голема држава, немаме огромни површини како големите држави, и да извезуваме. Само така ние можеме да станеме енергетски независни. Во Македонија нема нафта, не сме ние Кувајт или Иран или, не знам, Америка, Саудиска Арабија, немаме ни плин. Ние се увезуваме. Пак велам дека наместо да имаш поре дома што готвиш на плин, ќе имаш поре на електрична енергија. Значи, све, ако замислиш денес, повеќето инструменти во болниците, не повеќето, скоро сите машини работат на електрична енергија. Да. Единствено размислував долго време за ова, дека економски, јас како дипломиран економиста, можеме да дојдеме во состојба каде што економски ќе зајачаме, ќе имаме своја електрична енергија и автоматски ние како луѓе пред се ќе бидеме побогати, бидејќи ако државата, спомнувам повеќе пати, ако ние инвестираме државата да бидат тие електрани на државата, на граѓаните, на место да доаѓаат самострански капитал и да ги користат ресурсите, како што е водата, ветеро, сонцето и така натаму, ние автоматски нема никаков бенефит да имаме, освен
Се разбира, тие фирми што ќе дојдат, ќе отворат електрани, ќе вработат луѓе тука, тоа ќе ни биде се профит од електричната енергија, ќе се оди во нивните држави, во нивните џепови и за Македонија нема ништо.